Можам со задоволство да констатирам дека овој амандман е во целост испочитуван и дека е исполнет, и ќе објаснам зошто како пратеничка група ќе гласаме против. Имено, ја слушнав претходната дискусија и ќе дозволите само да дообјаснам. До крајот на годината ќе се распише тендер со кој што обезбедени се средства за набавка на 120 електрични автобуси. Тие 120 електрични автобуси ќе пристигнат со некаде 50 батерии, кој што едно полнење гарантира возење на 350-400 км и со целата комплетна арматура. Она кое што е важно и кое што треба да го знаат граѓаните е дека плаќањето ќе почне да се извршува од 2028 година на полугодишни рати и отприлика би требало да иде тоа во 8 полугодишни рати. И мислам дека веќе наредната есен тие автобуси би били на улиците на главниот град. И тоа е особено важно да се знае, бидејќи сето тоа кое што се отвара како тема и со аерозагадување и со јавниот градски превоз треба да се реши со соодветен систем. И сега јас да ви кажам од тој момент натака со нетрпение ги очекувам и тезите кои што ги пласира опозицијата, бидејќи една по една самото време им ги демантира. Како имаме нова теза, така за неколку недели, за еден месец стигнува и демант дека ништо тоа не е вистина. Така и со јавниот градски превоз. Така да, до крајот на годината таа тендерска постапка ќе биде почната, ќе биде завршена, ќе се знае кој ја добил, постапката ќе биде транспарентна, условите ќе бидат познати и со задоволство можам да кажам по кој знае кој пат во оваа амандманска расправа дека и овој амандман со архивски број кроз 161, 88-миот на број, поднесен од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, е во целост операционализиран и ќе биде исполнет во сума која што ќе биде многу поголема од оваа која што е наведена тука, тоа е 50 милиони денари. Благодарам.